Тоа е Кокана Јановски, кој што е државен шампион во атлетика и денес ќе промовира неговата втора книга. Ивана, добро утро до тебе, добро утро до Кокан и само да ти кажам дека првата книга ја промовираше токму овде во ова студио. Пренеси му ги нашите честитки за книгата. Благодарам, Искра. Добро утро до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Денес ќе направиме официјална телевизиска промоција на книгата, нели, како што Кокан првата книга има промовирано во Добро утро секое утро на Алфа телевизија. Сега така ќе го направиме тоа и ова утро со неговата втора книга. По првата книга Трчањето ме учи на нашиот најпознат маратонец и спортски амбасадор Кокан Јановски доаѓа и неговата втора книга Трчам за тебе, чијашта официјална промоција ќе се случи идниот вторник, но ние денеска ќе позборуваме за тоа како настана оваа книга, што се го научи Кокан на трчањето, но и за кого тој трча, како што носи, нели, насловот на книгата. Кокан, ќе ти посакам добро и убаво утро, имаш честитки од целата екипа на Алфа телевизија за твојата втора книга, ја вети, ја исполни. Да се вратиме на тоа на што те научи трчањето. Така, добро утро, поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија и утринската емисија. Ви благодарам за честитките. Ете, па како што кажавме во многу наврати, трчањето не учи на многу работи. Ете, пред се на некој ред, дисциплина, грижа за себе, грижа за своето здравје, упорност, неоткажување, значи може да набројуваме до безкрај. И сите тие работи кои што беа напишани и опишани, нели, во првата книга, беа причина да луѓето ја читаат книгата, да им се допадне и ете да посакаат да има и некое продолжение. Така што еве оваа втора книга, која што како што каже и ти се вика Трчам за тебе, практично представува своевидно продолжение на првата книга и се надевам дека затоа што и самата публика тоа го очекуваше, тоа го бараше и јас чувствував и како една моја должност да направам, да напишам и втора книга, која што се надевам дека ќе ги инспирира луѓето исто така да бидат активни, да спортуваат, да се грижат за своето здравје. А и ова, како и првата книга, не е класична книга, не е учебник за трчање, туку баш има опфатено повеќе моменти, како што ете малку филозофија, малку инспирација, малку мотивација и така натаму, така да не откриваме се. Така, ни вети во еден разговор дека ќе се обидеш да направиш и втора книга, пред се, нели, за твоја лична сатисфакција, но и од оно што го бараат читателите и публиката. За кого трчаш? Трчам за тебе е насловот, за кого трчаш ти? Токму така, па еве оваа книга веќе 2 години што се вика стои во фиоката. Значи првата беше објавена 2020 година и како што спомнав и пред малку и бидејќи најдена позитивен одзив кај публиката, одлучив да ја напишам втората. Тоа се случи за околу, да кажам, 2 години, на ист начин како и претходната. И за кого трчам? Ете, баш така, практично како што кажав, бидејќи ова е некое продолжение, првата книга беше поделена во неколку делови, последниот дел беше Трчам за тебе, и затоа оваа книга го носи насловот Трчам за тебе како продолжение на првата книга. А она што го кажувам јас често, значи која е таа символика и што тоа би значело. Ете, јас како човек кој што трча веќе точно 16 години, значи кој што остварил многу во трчањето, кој што сум си ги остварил практично сите мои цели. Дали да бидам шампион на Македонија, дали да победам на многу трки. Што се вика, јас сум го истрчал своето и сега сакам да трчам и за другите и го правам тоа, да ги инспирирам, да ги мотивирам и тие да го направат тоа и едноставно да бидеме пример како треба. Така што можеби тоа е не можеби, туку и тоа е насловот на оваа книга, затоа што и секој од нас убаво би било кога во своето поле, во својата дејност, каде што работи или што и да прави, почне нешто да прави и за останатите. Затоа што убаво е кога нешто ќе направиме за себе, меѓутоа многу повеќе и подобро е кога ќе подариме нешто
на луѓето околу нас, на едноставно на општеството во кое што живееме. Да, спомена дека ова е на некој начин продолжение нели на првата книга, Трчањето ме учи, но еве што беше главната инспирација и мотивација да седнеш, да напишеш, па подоцна нели и да ја издадеш втората книга? Токму така. Значи, исто и вторава книга ќе бидат се кратки раскази, како и првата. Тие се сите инспирирани од вистините случаи кои што ми се случиле додека сум трчал, додека сум учествувал на трки, додека сум бил на тренинзите, што ги водам на кеот на Вардар, во паркот, на водно, сите оние комуникации со луѓето кои што ме обкружуваат, кои што се практично станали дел од мојот живот, така што тоа е еден непресушен извор на инспирација, на мотивација, на информации кои што јас ги преточив во кратки раскази, текстови, приказни, сказни некои. Се надевам дека сум еволуирал малку во целиот овој процес, дека сите што ќе ја читаат и вторава книга, дека ќе им се допадне сето тоа, ќе им се допаднат сите тие приказни и баш кога ќе одлучат да трчаат или да спортуваат или да бидат истраени во исхраната или да направат некоја промена, дека токму и оваа книга ќе им биде мотив плюс да не се откажат, да издржат во своите намери, да бидат успешни, да се променат на подобро, така што на крајот од крајите идејата е книгава да придонесе и ние да пораснеме во својот личен раст и развој. Така, дефинитивно си мотивација за многумина, да им споменеме и на гледачите дека ова утро веќе ти го заврши твојот прв тренинг, по завршувањето на нашето линковско вклучување ќе одиш и на вториот тренинг, како ги мотивираш луѓето, па еве и до гледачите на порака како да се мотивираат. Здравиот начин на живот е навистина од голема благодет, но и ни треба мотивација. На сите нам ни треба во еден период мотивација, додека тргнеме, додека да го направиме тој прв чекор. Дефинитивно, како што кажа, имав еден тренинг утринава, сега ќе одам јас да истрчам за себе, а трчам и за тебе, нели? Потоа ќе имам и друг тренинг, трет тренинг, едноставно мене тоа ми е животен стил, ми стана и работа, и професија, љубов пред се. Не се чувствувам да ја го работам ова, затоа што навистина уживам во тоа. И како да ги мотивираме, едноставно да им кажеме да започнат. Значи, колку и да изгледа тешко, колку и да изгледа далечно, едноставно мора да се започне и тоа да не се одложува, да се започне буквално од денес, со било која некоја мала промена, дали кон спортот, дали кон исхраната, дали кон некоја навика, да станеме порано, да си легнеме порано, да пиеме повеќе вода, да имаме позитивни мисли, да читаме книга, било што, да не се откажат од таа своја идеја, да истраат, се разбира, јас сум секојаш тука, кој сака може да ни се придружи, на тренинзите во нашиот клуб за трчање, кој што ги имаме преку целата година, дали детска атлетика, дали за возрастни, за рекреативци, за професионалци, а јас ќе продолжам и понатака да бидам пример, бидејќи само со личен пример може да покажеме како се прави тоа. Едно е да се зборува само и да се пишува, нели, и книги, и приказни, да се кажуваат, меѓутоа ако сето тоа не се преточи во дело, се е залудно, така што јас останувам и понатака, како што кажа ти, да бидам инспирација и мотивација можеби за многумина, и се надевам дека се повеќе и повеќе луѓе ќе почнат да чекорат по спортскиот пат, да применуваат се она што зборуваме, што советуваме, што кажуваме, и на тој начин да добиеме здрави деца, здрави возрастни луѓе и целокупно здраво општество. Да, промоцијата официјална, од отворен карактер, ќе биде во вторник на Трчам за тебе, па да ги поканиме сите оние на кои што им фане можеби малку доза на мотивација да бидат дел од оваа промоција. Токму така, значи ќе биде вторникот што ни доаѓа, не денеска, бидејќи денеска е вторник, 16 април во 19 часот во хотел Сити Парк. Може буквално да дојде секој што ќе посака. Нека дојде да се запознаеме. Ќе има, нели, да не откриваме се што све ќе има на промоцијата, меѓутоа ќе биде супер, со супер луѓе, со спортисти, со позитивни, така што ги поканувам сите, вклучувајќи ве и вас, се разбира, да дојдете и да го збогатите овој настан со вашето присуство.
Ти благодарам, Кукан, на одвоеното време. Ќе те оставиме сега во добро расположение да си продолжиш со твојот тренинг. Вам, почитувани гледачи, ќе ве поканиме да бидете дел од оваа промоција на втората книга на Кукан, но секако и ќе ви дадеме малку повеќе мотивација. Се надевам дека од овие работи кои што ги спомена Кукан, за да го почнете да го направите оној прв чекор, да почнете со малку поздрав начин на живот, односно спортски начин на живот, затоа што знаеме дека трчањето е буквално здравје. Јас ќе му дадам предност на Кукан, да не му се мешам сега во трчањето, не е коректно. И Ивана, ако прави список на луѓе за кои ќе трча тој, ставиме на списокот. Ти благодарам и тебе, му благодарам и на Кукан.